И добро дојдовте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска би сакал да ви покажам, односно да ја тестираме стратегијата која што јас ја применувам за пратење на Bitcoin чартот и ќе направиме една проверка, ќе го земеме чартот од претходниот bull market на Bitcoin за да можеме да се увериме дали таа стратегија функционира. Пример можеме да земеме од претходниот bear market, тука можеме да направиме реплей. Ова е крајот на годината, тука каде што цената направила експлозија и малку сега ќе го убрзаме да видиме. По правило оваа година би требало да биде bear market, 2018 година за Bitcoin, па да видиме што се случува со цената. Очекувано цената паѓа, формира некои корективни бранови и сега ќе имаме неколку свеќи. Да, комотно можеме да ставиме една тренд линија тука и да го гледаме тоа движење во bear market. Многу е рано сега, веќе сме во февруар месецот. Тука можеме да покажеме една Фибоначи каде завршува оваа цена. Еден од гледачите ме праша да ги покажам овие поставки и овие броеви кои што се наоѓаат на Фибоначи 0, тоа се 0,382, 0,618, 1,2,678, 4,236, 0,236, 0,5, 1,618, 3,678 и 1,272. Слободно можете да си ги поставите и кај вас. А ние да продолжиме со видеото. Сега гледаме каде доаѓа оваа цена, точно на и дали ќе се одбие тука. Сега ќе видиме точно на таа линија која што е златна линија, всушност ја викаат, каде што цената 90% се враќа и имаме пробивање на овој тренд, но мислам дека е ова лажно пробивање, бидејќи се уште не сме ни отишле повеќе од половина година во тој bear market. Можеме да видиме класично движење на цената и пробивање на различни дно. Тука во април, кога ќе дојдеме во летото, тогаш веќе треба да гледаме повеќе и да внимаваме на чартот. Па да оставиме, сега сме април. Тука формираме еден обсек, ова моментално ќе го исклучиме сега, не ни е потребно веќе. Имаме обсек на цената тука еден. Ја пробиме ова тренд линијата. Сега комотно можеме да ја промениме оваа тренд линија и да ја поставиме тука, бидејќи имаме два допири тука и оваа тренд линија е многу посигурна од оваа, бидејќи оваа е многу остра. Така да сега ќе оставиме повторно на тренд линијата да видиме што ќе се случува. Се движиме до летото. Обично во летото имаме или движење на страна, или пак додатни падови. Имаме уште еден рејдж, ова го пробиваме.
Сега ова ми изгледа на уште една ABC корекција. Па да видиме дали цената ќе го достигне оваа ниво тука. Уште сме во надолна трен линија и да видиме каде ќе завршиме до крајот на оваа година. Цената расте, ја проби оваа трен линија тука, но се уште е рано од перспектива на циклусите на биткоин, од каде што има 3 години раст и 1 година пад. Сега можеме да погледнеме, имаме уште една тренд линија тука, видите. Ова е уште една тренд линија во bear маркетот, но мислам дека ова е најбитната што треба да ја гледаме. Повторно може да прикажеме движење класично, пробивање на оваа зона тука од 4482 до 2500. Ова тренд може да издолжиме, да видиме сега каде цената ќе пробие. Сега сме моментално во ноември и бидејќи цената уште тоне надоле и во декември имаме веќе малку зголемување на цената и тука би поставиле, ова е малку поризична варијанта, но веќе имаме пробив на оваа тренд линија. Пробив на оваа тренд линија и веќе влегуваме во декември, така да сега ќе видиме каде ќе стигнеме, треба да пробиеме низ оваа тренд линија. Тука имаме некој обсек каде што цената веќе веројатно направила некој дно, но мора да бидеме сигурни дека тоа дно нема да биде повторно пробиено. Веќе го постигнавме овој износ, така да сега ќе поставиме, тука може да поставиме уште една тренд линија. Тука една тренд линија. Пробивање на таа тренд линија можеме да видиме. И сега можеме да измериме, мислам дека ова би било некој дно, можеме да почнеме да мериме некои 6-дневни циклуси од тука, што прави цената од ова дно до ова дно. Имаме консолидација, ретест би требало да биде ова. Само да погледнам тука. Ова може да се квалификува како порано дно. Ќе го преместиме. И тука би имале некој порано дно, бидејќи ова не сме го пробиле, а сме продолжиле нагоре. И сега имаме пробив на тренд линијата, 60 дена. 60 дена тука. И сега имаме ресетирање на овој индикатор, веќе сме доле. Тука уште сме црвени. Ќе почекаме уште малку. И класичен брейкаут. Тука MACD почува да оди нагоре и цената е на многу битна зона за ретест. Така што тука се големи шанси да отвориме една позиција за биткоин и ќе пробаме. Ќе рискираме по трейд
$1.500, пример, ќе замислиме дека имаме акаунт од $10.000, кој што мислам дека е возможно за некој период во Македонија да го направите и да рискирате по $1.500 тука, па да видиме каде тоа ќе не однесе. Цената полека пробива, тука ќе го формираме 6-дневниот циклус повторно. Што прави цената кога го формираме овој циклус? Само да видиме. 6-тиот ден, тука малку порано сме го формирале. 55-тиот ден и продолжуваме нагоре. Сега можеме да формираме 1, 2, следниот циклус би бил третиот циклус. Сега да видиме каде ова ќе не однесе. Само да забележиме трет. Значи, после третиот циклус треба да очекуваме ресетирање на сентиментот, односно поголем пат, кој што би го ресетирал сентиментот и ќе ги заплаши луѓето и ќе ликвидира голем број на позиции. Па така, можеме да видиме сега што ќе се случи и имаме. Ова е веројатно ликвидација на half cycle, како што може да забележиме. Ќе видиме каде цената сега ќе се формира, дали ќе го проби, го пробива и цената расне. Сега ќе формираме една тренд линија тука. Ова е главната тренд линија. Ова ќе избришеме, веќе не ни е потребна. Ова исто така. И стигнавме до оваа тренд линија и сега да видиме дали ќе пробиеме низ неја или пак ќе останеме. Пробиваме, имаме ретест. Ова ќе го исклучиме. Имаме ретест и ова ниво ќе го земеме повторно. Ќе оставиме тука овој циклус и ќе отвориме уште една позиција тука. Лонг позиција. Бидејќи сме на третиот циклус, а тоа е right translated, да оставиме да видиме каде ќе не однесе. Ова е четвртиот циклус. Ќе видиме како ќе заврши, тоа е 6 дена тука. Дали ќе имаме ликвидирање на таа позиција. Или пак не, ова не изгледа на добро. Бидејќи се враќаме во овие дно. Но секогаш оставаме стопот да си го направи своето. И имаме повторно пробивање тука. Во опсе тука достигнавме и сега како ќе го формираме, ова е четвртиот дневен циклус тука и мислам дека оваа позиција тука би требале да ја затвориме. Ќе ја затвориме оваа позиција тука. Ова позиција ќе го помериме стоп лосот тука и веќе сме во добитна комбинација. Можеме да видиме голем број на ликвидации тука. Веројатно ќе имаме и ово ќе биде right translated.
и веќе не би влегувал позиции бидејќи имаме голем ризик. Тука формиравме ова дно. Повторно сме retranslated. Тука да видиме сега ќе поставиме една тренд линија. И само правиме во овој рендж тука и ќе исклучам и оваа позиција моментално со мал профит. Би требало да имаме движење кое што треба да биде надолно, бидејќи сега треба да очекуваме надолно движење, бидејќи извршивме еден циклус од 1, 2, 3, 4 и сега петиот и да оставиме каде ова ќе не однесе, тука петиот и сега ќе измериме повторно тука 60 дена. Тука имаме тренд линија, ајде да ставиме да видиме што ќе се случи со оваа позиција. Бидејќи уште не го пробиваме, можеме да го зголемиме ова. Тука ликвидирање на голем број на позиции. Тоа што го зборував, пробивање на ова day cycle low тука на претходното и ова ни покажува дека би имале потенцијално движење надоле на цената. Само да измериме. Ова било некое рано дно кое би го обележале тука и имаме failed day cycle. Сега ќе измериме 60 дена од тука. И тука нормално, нема да отвараме позиции, бидејќи е ова консолидацијско движење тука, еден да обележиме, да видиме каде ќе го формираме овој day cycle low тука. Веројатно е ова прво. Да видиме 60 дена повторно, тука ќе ги обележиме. Ова е вториот, што значи сега во надолна насока треба да очекуваме движење повторно. Пробивање на оваа тренд линија, но тука воопшто не ја ни гледаме цената, бидејќи се наоѓаме во вториот дел на овој day cycle low и мора да гледаме каде цената ќе затвори, дали тука на ова ниво ќе ја помине ова линија или пак нема. Сега тоа ќе го видиме. Можеме да видиме дека цената уште паѓа. Повторно можеме да го помериме овој триаголник тука. И сега, моментално сме на формирање на ова day cycle low, имаме 56 денови тука. И може ли ова да го ставиме? Сега започнува третиот од 60 дена. Шеесет денови од третиот циклус да измериме. Тука. Да погледнеме сега. Движење во страна. Повторно пробив.
но мора да се чекаме сега бидејќи имавме надолен тренд, доколку ова повторно не биде fake out. Имаме мал ретест на цената и продолжување нагоре. Веќе сме до ова ниво, можеме да направиме вака, ова да биде cycle low, тука, и ова е right translated веќе, но мора да погледнеме каде ќе затвори тука. Бидејќи ова е многу битен левел за биткоин моментално и повторно можеме да забележиме цената се враќа. Сега можеме да измериме, дури и ова може да биде, можеме да ја вратиме слободно тука. Сега да направиме друга тренд линија која што ќе биде многу поефективна за нас, пример како ова, каде што имаме неколку допирни точки тука, и сега да имаме каде цената ќе заврши. Можеме да видиме, тоа е третиот дел, четвртиот дел почнува 60 дена. Тука. И класично ликвидирање на голем број на позиции тука, корективно движење. Може да го скутиме до тука да биде попрегледно. 4. Пробивање на овој триаголник тука и полека опоравување од него. Да видиме само до каде сме. 60-тиот ден е моментално. 60-тиот ден и имаме. Ово е било инверзија. Ова е класична инверзија тука. Half cycle low. Да видиме само како ќе заврши. Ова е најголемата точка тука. Ова можеме да го избришиме сега, бидејќи многу брзо ја пробивме. Сега од тука ќе рачунаме 60 дена. Блиску сме. Да видиме дали и тоа ќе го пробие. Треба да имаме breakout. Но погледнете тука. Ова не смееме да го имаме на овој breakout. Магди исто така многу голем. Мал ресет на индикаторите. Повторно движење, сега ќе намалам малку брзина да можеме подобро да го следиме пазарот. Веројатно ова е тоа ресетирање тука. Сега ќе видиме голем број на ретестови тука направени, не смееме да го пробиеме ова. Претходно десека доколку сакаме да се движиме нагоре. Само момент. Тука сме ја пробиле оваа тренд линија и повторно ја пробиваме. Ресетирани се индикаторите и полека се движиме нагоре. Ова е лонг позицијата.
Ќе отвориме сега една лонг позиција тука, за да видиме што би можело да се случи. И полека, да видиме, има... Ќе затвориме позицијата доколку повторно имаме ретест голем на ова. По-булиш од ова не може да биде сега за сега. Па да видиме. Голем број на ликвидации се случуваат моментално, бидејќи сме на многу битен отпор тука. Консолидацијата воопшто не ми се допаѓа тука. Шестиот ден е тука, ќе го забележиме. Имаме уште еден ретест, доколку ја продолжиме ова тренд линија. Голем број на ретестови што ги добиваме во оваа тренд линија. И цената повторно формира друга тренд линија тука. И да видиме што ќе се случи. Ова дело како некој триаголник. Моментално имаме пробивање и на оваа тренд линија, но овој индикатор ни покажува дека нешто не е во ред. Ова е битната тренд линија која треба да следиме. Ајде да видиме. Имаме мало движење на цената тука, повторно. И дали го формираме? Само момент. Шестиот ден. И тука некаде, но можеме да формираме порано. Ова е најниското ниво тука. Сега ќе измериме од тука до 60-тиот ден. Повторно можеме да погледнеме. Имаме брейкаут на главната тренд линија, повторно брейкаут на оваа тренд линија и уште сме на овој отпор, така да останува да видиме тука што ќе се случи. Уште сме во позиција, имаме само една позиција отворена сега за сега и повторно се придржуваме до овој отпор. Дали ова свеќе ќе затвори тука? Неколку свеќи затвара тука, продолжуваме во нагорна линија, ликвидација тука. Овие тренд линии ќе ги избришеме. Ова ќе биде петтиот дел и ова ќе биде веројатно првиот од следното движење на биткоин, па да видиме што ќе се случи во следниот период. Консолидација, ајде да измериме од тука колку имаме денови и да погледнеме. Сега ќе ставиме многу битна линија тука и доколку пробиеме низ оваа линија, ова ќе помериме, ќе биде времето да отвориме можеби уште една позиција. Да затвориме уште една свеќа тука.
ретест. Индикаторите не се на наша страна овој пат. Ајде да видиме што ќе се случи. Имаме пробивање, повторно ликвидација на позиции и дали ќе го формираме дневниот циклус сега. Останува да видиме. Видите како се одбива од оваа тренд линија и погледнете сега. Ресетирање на овие индикатори. Одличен MACD, движење нагоре. Затворивме точно пред оваа линија. Дневниот циклус се формира. Моментално сме во првиот. Мериме тука, имаме 59 дена. Одлично. И сега ќе поставим уште една тренд линија тука. Односно, ќе поставим уште една лонг позиција тука, ќе оди до претходното движење тука, односно ќе оди до претходниот day cycle low тука, доколку спред реши да не исфрли тука, мора да ставим малку подоле. Само да видиме. И сега да видиме каде ќе заврши цената. Имаме повторно ликвидирана позиција и failed day cycle. То е можно ова и да не е циклусот кој што го определивме. Ретест на оваа зона, доколку можеме да видиме ретест на оваа зона. Тука ќе минусираме $1500 сме изгубиле. И повторно консолидација во ова зона, ќе го преместиме ова. Уште сме од претходниот day cycle тука. Ќе поставиме една тренд линија тука сега. И да видиме дали ќе го формираме сега day cycle low и имаме повторно придвижување цената нагоре. Не го пробиме претходниот day cycle low и верувам дека сега сме касно веќе во day cycle low и ќе пробаме со уште една позиција тука. Тоа да не ни смета. И сега да видиме, да го обележиме само следниот day cycle. Оваа позиција уште не е отворена. Имаме повторно движење во страна тука, но секогаш оставаме стоп лосот да си го направи своето. Така да, доколку пробиме или не, ние сме заштитени. Ние можеме да изгубиме само $1500, а можеме да добиеме многу повеќе. Моментално се случува тој пробив тука на оваа тренд линија. Останува сега да го погледнеме. Тука ќе напишеме 2, ова е вториот делот. Овој дневен циклус и повторно се пробиваме низ значајна тренд линија тука. Само да видиме една тренд линија ќе направиме. Уште една тука може да ја направиме, да ни даде некоја потврда дека се движиме нагоре.
и одиме нагоре се до следниот day cycle low, тоа е 60 дена. Цената може да прави се и се што во тој период. Можеме да видиме дека приложуваме нагоре во овој тренд и тука можеме да го обележиме ова day cycle low. Би можеле и ова малку порано да биде. Да видиме каде ќе одиме сега. Пробивање на ова. Се уште сме на добра тренд линија тука, да го обележиме следниот. Ова е третиот day cycle low. И сега ќе изброим 60 дена од тука. Што би можело да биде тука и остануваме во овој трейд уште. Се до следниот day cycle low. Тука ќе повлечам уште една може тренд линија чисто да ја имаме. Има некоја представа за овој тренд. Имаме пробив. Само момент да видиме каде се наоѓаме. Ова е само half cycle low, кое што е пропратено со ваков пат. Имаме консолидација, ја пробиме оваа тренд линијата, но се уште сме над главната тренд линија. Тука ова ќе го исклучиме или пак можеме да го наместиме вака до следниот day cycle low и имаме консолидација на оваа цена, а цената пробива. Него ни дочека претходниот, односно следниот day cycle low. Уште сме над главната тренд линија, ќе ја исклучиме, бидејќи се што ни е битно ни е оваа тренд линија да биде над. Сега треба да го формираме day cycle low, само да видиме. Пеесет и четвртиот ден е тука и пробиваме на нови врвови, веројатно ова би било тоа day cycle low. Ке направим уште една лонг позиција. Четвртиот започнува сега day cycle low. Дали цената ќе продолжи нагоре? Продолжува. Ке направиме една тренд линија за сигурност сега тука. Да го измериме следниот day cycle low. Ке оставиме да биде тука. И ја следи точно тренд линијата овој циклус. Имаме големи падови тука, но не ни интересира ништо, бидејќи, погледнете што се случува, имаме тренд линија која не води до следниот day cycle low. Доколку имаме пробив тука, би сочекал уште еден ден да видиме. Се враќаме, дали ова ќе биде ретест и продолжува надоле, останува да видиме. Секогаш можете да почекате ден-два кога ќе ја пробие тренд линијата. Тоа зависи од тоа како вие го гледате пазарот. Можете веднаш кога ќе пробие да исклучи позиција. Ја обично чекам ден-два да видиме дали цената ќе се консолидира испод тренд линијата
Да, почува да се консолидира, но погледнете, веќе сме ресетирани тука. Сега стоп лосот ќе го помериме. Оваа позиција се уште е оставена тука и се придружува кон новиот day cycle low. Да видиме што ќе се случи. Имаме ретест на голем. Имаме ретест на оваа тренд линија тука. И цената продолжува врз таа тренд линија. Сега ќе ја намалиме оваа тренд, ќе ја направиме вака. До следниот day cycle low. Цената продолжува да расте. Тука блиску би требало да биде ова day cycle low, само да измериме 60 дена. Но нема потврда дека овој тренд би престанал тука. Тоа може да го бележиме тука некаде или претходниот day cycle low. Ке го продолжиме ова. Веќе е ризично да влегуваме позиција бидејќи цената е на огромно ниво. Имаме тука огромен број на ликвидации и мислам дека тука би требало да го затвориме. Имаме 3, 4 и влеговме во петиот дел. Тука ќе ги затвориме и овие позиции. Тука и тука. И да видиме што ќе се случува, каде се наоѓаме. Тоа е 2021 година, февруари. И цената го проби претходното дно. Сега ќе измериме 60 дена. Се наоѓаме во петиот дел. Така да претходните не беа left translated, што значи дека овој би требало да биде left translated. Да видиме каде цената ќе заврши. Цената пробива повторно. Тука го чекаме следниот day cycle low тука. Имаме ретест и сега треба да земеме во обзир дека се наоѓаме пред крајот на бул маркетот. Тука, иако овие settings ни кажуваат дека би требало да можеби да влеземе позиција, овој индикатор ни кажува, но овој, видите тука, не е ваков и овие линии се разделени и тоа воопште не е добро. Да видиме што ќе направи ова цена тука. Имаме пробив. Би отворили тука, во случајот цената да продолжи нагоре, ќе рискираме повторно. Тука само да измериме деновите. Може би имаме предвремено day cycle low тука. Па да видиме каде цената ќе заврши. Пробив, ретест, дали ќе продолжи нагоре. И ова веќе не ми се допаѓа. Тука, но, како што кажав, не ги затвараме трговиите пред време. Чекаме плосо да си ја заврши својата работа.
ризикот секогаш е менаџиран и одиме до следниот десекало што ќе направиме да видиме 60 дена тука уште сме во позиција и еве тука имаме пробивање. Сега ќе идеме да ги обележиме овие дневни циклуси 4 и ова е петиот, после кое би требало да следува движење надоле, односно да се ресетира сентиментот. Ова би било веројатно прво движење во почетокот на надолниот тренд. Сега ќе видиме се враќаме тука, дали ќе можеме да поставиме некоја тренд линија. Моментално го имаме овој обсек. Тука и да видиме сега дали ќе затвориме неколку свеќи. Ова е failed day cycle, што после ова би требало да очекуваме движење во надолна насока. Ова е една од тренд линиите и сега ова ќе ја спуштиме тука и сега имаме тука би требало да го формираме во day cycle low, да видиме каде ќе заврши. Ликвидации голем број. Тука имаме и тренд линијата. Ево, имаме пробив на оваа тренд линија. Тука ресет на сентиментот и MACD спремен за придвижување нагоре. Овој индикатор исто така е спремен за придвижување нагоре. Да видиме како ќе затвориме на тренд линијата. Имаме ретест. Веројатно ова е формирањето на дното на дневниот циклус. Ќе измериме сега следни 60 денови тука. 6 денови тука и да видиме што ќе се случи во нив. Имаме ли тука ретест? Да, ретест, пробивање нагоре. Ќе отвориме уште една позиција тука. Пошто имаме добри индикатори, да видиме каде ќе се придвижи. Имаме странично движење на ова и за малку не сме стопирани тука. Можеме да погледнеме дека овој трейд е валиден на оваа менувачница. Се уште го формираме дното на дневниот циклус и доколку го продолжиме нааму, можеме да видиме дека е валидно се. И веројатно, бидејќи има голем пробив, ова е формирање на... Само момент, ќе го обележиме како дневен циклус. И сега, не би требало да го пробиеме овој циклус, бидејќи имаме бериш движење, 1,
2 и третиот left translated и третиот треба да биде left translated. Само момент, ќе го ставиме тука да не биде попрегледно. Се приближува до значителна цена на биткоин тука. Пробивање имаме, ретест и повторно продолжување нагоре. Ова веќе е во средината на дневниот циклус, да видиме каде ќе го формира, дали ќе направиме некој врв после тоа. Веројатно ова ќе биде left translated cycle. Останува да видиме. Дали тука ќе го ресетира од сентиментот сега. Тука веројатно ова ќе биде движењето. Уште е рано, но да видиме. Веројатно ова пат само до day cycle да го формираме. Повторно ја тестираме оваа линија и еве тука да видиме сега. Може би го погодивме денот. Уште сме во оваа позиција. Имам пробив. Бидејќи го формиравме и ова е right translated cycle, можеме да покажеме, односно да отворим уште една позиција тука. И да видиме како ќе биде овој следниот day cycle low тука од 60 дена. Имаме зголемување на цената повторно, но ова може да заврши многу лошо со пат, но да видиме. Уште имаме оваа позиција. Веројатно ова можеме да го класифицираме како right translated cycle. Имаме 1-2, имаме 1-2 тука. Два, да видиме што ќе се случи со третиот. Тука ќе се заштитиме, стоп лосот го помераме нагоре. И со формирање на оваа day cycle low дали би можеле да отвориме уште една позиција тука, бидејќи погледнете ги индикаторите се ресетирани до максимум. Да видиме дали ќе сме стопирани тука. Но за малку, повторно, многу е битно да имате добра менувачница и да ги поставите своите стоп лосеви испод. Моментално сме ликвидирани.
Иако мислам дека добро го предвидовме ова движење, оставаме да видиме. Тука сме ликвидирани, ова ни е загубен трейд. Тука овој трейд ќе го оставиме. Овој ќе го затвориме во профит. Тука и да видиме што ќе се случи. Има пробивање на овој дневен циклус и мислам дека време е за движење надоле, доколку не успееме да направиме нови all-time highs тука. Ова е третиот циклус. Ова е главната тренд линија тука, можеме да видиме ретест и продолжуваме надоле. Само да видиме каде се наоѓаме. Веќе се наоѓаме во крајот на годината 2021 година. Ќе го затвориме овој трейд тука, како и да не сме го отвориле, може би мала загуба, секако можеме да го пишеме и во загуба, бидејќи веќе немаме ништо зашто да правиме трговии. Ајде сега да ги пресметаме профитите кои што ги направивме. Ево вака сега. Ќе отвориме калкулатор. Зашто не ми дава? Ќе го исклучиме ова. Ќе го придвижиме ова надолу тука. Значи, кажавме дека ќе рискираме по $1500 од секој трейд. Ќе го наместиме тука. Пишемо овде за 4.9, тоа е малку повеќе. 1500 ја погодивме. Трейдот го затворивме тука некаде, тоа се 13.700 плюс. Следниот трейд веројатно стоп лосот беше тука. Ние започнавме тука. Ќе намалиме 0.9 да пробаме, не е ни битно, мала е разликата. Тука сме заработиле само 1200. Од прилика, ништо не ни менјаат улога овие цифри, но ова е само да видиме дали оваа стратегија може да биде профитабилна. Ќе направиме 1.2, тука ќе рискираме, треба да го затворивме погоре. Каде да го затвориме трейдот, плюс 53.000. Овие три ги затвориме во исто време тука. Само ќе го ставиме ова тука. Ќе зголемиме малку и
Да видиме тука 64. Овој стопос веројатно бил тука некаде. Не е ни битно, тука ќе направиме помалку. Тука имаме 13.000. Тука имаме еден загубен трейд, минус 1.500. Тука имаме уште еден трейд. Плюс 4.500. И овие можеме да ги рачунаме како изгубени, така да ништо не ни менува на овие цифри. И еве да видиме колку добивме текот на овој циклус. Тоа е циклус од 2019 година до 2021 година, кога ќе го поделиме на просекот по година, ќе ни излезе вака. Овие пари би ги имале на годишно ниво, доколку сме тргувале на овој начин. Мислам дека овие пари се повеќе од доволно за македонците кои што живеат во Македонија, и мислам дека доколку успеете да ја совршите оваа стратегија, ќе успеете да направите многу профити и конечно да се занимавате со ваков тип на работа кој што сега е достапен и кај нас во Македонија, што можеме и ние да го работиме. Тоа беше се за денес. Се гледаме во следното видео. Поздрави. Чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my